Добро вечер од Вашингтон, ова е гласот на Америка на македонски. Јас сум Јулија Велковска. Американскиот представник за Блискиот Исток Џорџ Мичел истакна дека од особена важност да се продолжи да се консолидира примирието меѓу Израел и Хамас во појасот Газа. Тој го изјави по средбата со египетскиот претседател Хосни Мубарак. Вашингтон ги поддржува египетските мировни напори во конфликтот меѓу Израел и Хамас, вели Џорџ посета на Кајро. Специјалниот американски пратеник за Блискиот Исток кажа дека неговата посета на регионот е јасен сигнал оти новата влада во Вашингтон е посветена на мирот и стабилноста во овој дел од светот. Мичел денеска ќе го посети Израел, а веднаш потоа ќе замине за Западниот брег на средба со палестинскиот претседател Махмуд Абас. Мичел не планира разговори со представници на Хамас. Американскиот представнички дом денеска ќе гласа по планот на претседателот Обама за 825 милиарди долари пакет помош за стимулирање на економијата. Демократите во представничкиот дом имаат доволно гласови за одобрување на мерката, но Обама се залага за поголема меѓупартиска поддршка. Вчера тој лобираше меѓу скептичните републиканци во Конгресот кои велат дека планот содржи многу трошоци и не предвидува доволно даночни улеснувања. Демократите се надеваат оти планот ќе биде одобрен до средината на февруари. Рекорден број светски лидери, економски советници и бизнисмени се фокусирани на глобалната финансиска криза на годишниот светски економски форум во Давос, Швајцарија. Форумот кој ќе трае до 1 февруари го отвори рускиот претседател Владимир Путин. На него ќе учествуваат и членови на американската администрација, меѓу нив и советникот за национална безбедност генералот Џејмс Џонс. Во време кога претседателот Обама бара поддршка од Конгресот за стимулативниот пакет за спас на економијата, некои американци изнаоѓаат креативни начини да се справат со нетешката економска криза во САД од 30-тите години наваму. Според економистите, 11 милиони американци останале без работа, на други им се намалиле платите. Луѓето се справуваат со кризата на различни начини. Грег Пери бил банкар специализиран за хипотеки. Сега чисти чевли. Овој командант на тенк од операцијата Пустинска луња раскажува како се чувствувал кога го отпуштиле. Шок, страв, што ќе правам сега? Пери научил неколку лекции од животот и денес управува со 6 штанда за чистење чевли. Не запирајте, депресијата може да го одземе најдоброто од вас. Продолжете, чекор по чекор и имајте верба. Майкл Аркус и сопругата Норма ги сочувале работните места, но ја загубиле куќата под хипотека. Сега живеат во дел од нивните канцеларии. Простор голем. Колку просторот за гардероба во нашата претходна куќа. Минавме ни серија емоции, тага, гнев, се друго. Но на крај на краиштата тоа е само куќа. Се зачлениле во вежбална, каде користат тушеви, а за храна, замрзнати вечери, право во микробранова печка. Аркус вели сега за сега е добро, имаат покрив над главата и нов поглед кон животот. Не сум некој посебен случај, ако јас можев да се вратам, можат и другите. Аркус признава дека загубиле многу, но затоа и планираат да врати се. Тоа може да потрае. САД се во рецесија од декември 2007. Стручњаците предвидуваат дека економскиот пат ќе биде долг, најдолг од Втората светска војна наваму. Американскиот претседател Барак Обама денес има средба со командантите на 4 армиски родови во САД за стратегиите во војните во Ирак и Авганистан. Обама во Пентагон ќе разговара со членовите на Сдружениот генералштаб и секретарот за одбрана Роберт Гейтс, а фокусот главно ќе биде планот на претседателот за намалување на трупите во Ирак и распоредување на дополнителни американски војници во Авганистан. САД годинава планираат да испратат околу 30.000 дополнителни војници во Авганистан. Два нови филма се осврнуваат на воените злосторства и моралната апатија. Едниот од нив е номиниран за 5 Оскари, додека вториот е исто така номиниран за наградата Оскар, но во категоријата најдобро странско остварување. My name is Hannah Schmidt. You joined DSS in 1943. They were looking for guards. 20 години по Втората светска војна, Хана Шмидц е осудена за тоа што одвела логораши во смрт во нацистички концентрационен камп. You were picking women out and saying you and you and you have to be sent back to be killed. No.
Се до судењето, Хана ја потиснува вината, повторувајќи се дека во логорот била само стражар, но во затворот подклекнува пред тежината на злошторот. Филмот The Reader се фокусира на идејата дека злошторствата против човештвото се хранат токму од колебањето на луѓето да се справат со бруталноста чии сведоци се. Кейт Винслет е добитничка на наградата Златен глобус во категоријата најдобра споредна женска улога за одлично изведената улога на Хана. Во Валц вид Башир, повторливите ноќни мори го измачуваат израелскиот режисер Ари Фолман. Тој сонува дека се наоѓа во воена зона која не може да идентификува. Иако бил војник, Фолман не се сеќава дека учествува во израелската инвазија на Бејрут во 1982 година. Тој не памети ништо од тој период од неговиот живот. Фолман разговара со своите собрци, кои му кажуваат дека во тоа време војувал рамо до рамо со нив. Анимацијата во филмот и боите кои како да не се од овој свет имаат стравично влијание врз гледачите, бидејќи и креираат халуцинирачки ефект во услови на војна. Филмот е автобиографски. Во него Фолман најпосле се присеќава дека се борел во Бејрут и бил во близина на бегалските кампови Сабра и Шатила, кога христијанските фалангисти масакрираа палестински цивили. וזה נשמע כמו מטווח חיצים אינדיאני. נסעת הרפיצה עד שהיא מתפוצצת, שהיא עוברת על ידך, היא עושה כזה. Како и Reader, Валц вид Башир ја представува приказната од гледна точка на некој кој се соочува со проблемот на вина. Филмовите ниту ги оцрнуваат главните протагонисти, ниту сочувствуваат со нив. Тие се представени онакви какви што се. Тоа се луѓе кои имаат проблем да се соочат со фактот дека не преземале нешто кога виделе дека се случува злошторство. И тоа е се за денеска. Ова беше гласот на Америка на македонски ТВ журналот News Flash. Јас сум Јулија Вилковска. Ви благодарам на вниманието, пријатна вечер и до гледање до утре.